Та-та-та-там. За прв пат на YouTube. Али како иде понатаму? Се поугорно е. Ја не знам стварно дали ќе ме слушате. Колку е убаво човек. Здраво на сите и добро дојдовте во мојот нов влог. Од кога немам кажано влог, поради пандемијава, поради што све не. Конечно денес имам доста големи причини повеќе за да ви снимам влог, како внатре, така и надвор имам доста работи да ви кажам, да ви покажам, така да влогов морам да го почнам со нешто многу важно. Мислам дека има дел од вас што многу добро го памтите датумот, али 13 јули е денот кога секоја година јас си одлучувам да си славам роден ден на мојот YouTube канал. Точно на 13 јули 2016 година јас го ставив моето прво видео на овој канал и од тогаш си терам еве веќе точно 4 години. Сега јас лани тоа видео го снимав ден унапред и го ставив точно на 13 јули и не знам дали е подобро така да го славам ко ден унапред, па следниот ден да ви ставам или да си го славам денес кој што го правам тоа сега, па да ви го ставам видео наредниот ден, али денес одлучив така да си го славам денес кога е 13 јули, па ви го гледате ова на 14. Чекај, прво морам да ви ја покажам тортата, значи тортата. Не знам дали сум единствен што го правам ова, што секоја година буквално си го славам роден денов со торта со све. Што има врска, колку повеќе причини за славење, колку повеќе торти за ерање, тоа подобро, така да јас ќе си ја славам секоја година со торта, така да ви 4-та година поред имаме тука торта. Там со тоа што вие гледате убава и не дека тортава е лоша, туку проблемот е во тоа што работите не се како што јас ги порачав, али неа врска. Ова четворкава јас ја ставив тука за да можам да ја ставам во фрижидер, за да имам место, али по правило стои, сега ќе се направам лом. По правило стои тука вака. Ета како изгледа, сега само сакам да ви отворам и скроз за да видите тука, го има YouTube копчето тука. Еве. Сега ако ја памтите тортата од лани, ако не ја памтите, еве сепак ќе ви ставам тука слика да ја видите. Гледате дека тортата што ми ја направија лани беше оригинал 100% моето лого. Оваа година си препуштиле на нивната креативност и не е оригинал логото, туку како успеале да си го направат они. Не дека е лошо, стварно и ова е добро, али не е тоа што го барав јас. Јас тоа што го барав усвари беше за да не биде исто колани, зашто вака многу слична тортата колани. Четворкава да си стои каде што стои, али и човечево, да не биде толкава колку што е сега на цела торта, туку да биде некако и од тоа да стане како четворката и да стои некаде на средина, ама како човече да стои вистинско, а не да биде вака 2D залепено кој ше се, али толку се трудев, толку им објаснував по телефон, на крај пак не ми стигна тоа што го нарачав, али добро, нема да се жалам толку затоа што сепак е убава торта. Само се нервирам што ми рекоа дека ќе биде така како што им реков, а на крај стигна нешто што не е тоа. Тоа е што е, имаме сепак торта и ќе биде превкусна, исто вкус како лани, нема сега да пробувам зашто знам лани во видеото и пробував да видам каква е. Сега пак ми е жал што не можам на вас да ви дадам, да видите колку е вкусна, да ја почестам сите 109.000 од вас. Леле, поминаат 4 години, човек. Кога поминаат 4 години? Не знам за следниот дека ќе биде 5 како по јубилејно од ова, како најјубилејно до сега, дали да правам нешто по-посебно. Ако имате некои идеи за што да правиме за 5-тиот роден ден, пишете доле. И така, се надам дека ќе се прославиме и 10, и 15, и 20 роден ден заедно. Сега знаете ми надоаѓа она да зборам, да се навраќам, да биде видеото носталгично. Ја нонстоп правам такви видеа каде што зборам, каде што одговарам на прашања, каде што на крајот секоја година кога ќе заврши нели кога ќе дојде негде крај на декември ставам видео каде што правам ретроспектива на секоја година, така што неам што и да кажам сега, само ќе се повторувам во тоа што веќе го имам кажано 100 пари, така да не ќе да бидам досаден, иако можеби и до сега сум досаден, али добро, идеме понатака со видеото, готово е. Имаме тортата тука, тортата е прекрасна, сега ќе направам и слика за на Инстаграм, ако не ме следите на Инстаграм, зошто не ме следите на Инстаграм? Инстаграмот ми е вака, ќе имате и линк доле, следете ме и видете феноменалната слика што ќе направам. Друго што сакам да ви покажам, што ми стои тука што го гледам. Ова сакам да ви го покажам затоа што е книга што ја читам денојуве и што многу ми се свиѓа. Книгава е тази излезена сега, неколку денава просветно дело, се вика Меурот на стравот од Танта Мидлтон. Типов оствари си го раскажува животот, али дава многу корисни совети и техники како да го победиш стравот. Сега јас мислам дека никогаш претходно немам размислувано толку колку стравот е клучна работа кај нас и колку имањето страв не спречува во многу работи, се лишиме од многу работи само поради тоа што имаме страв. Дали тоа е страв од осаменост, дали е страв од неуспех, дали е страв од
виси на дали е страфот да и преидеш на таа што ја сакаш, дали е страфот испитот, од што и да е. Постојат многу типови на страф и тие стравови многу не кочати. Животот може да ни се смени премногу ако научиме да го контролираме тој страф. Не можеме никогаш да не чувствуваме страф, затоа што тоа е скрос нормално и скрос природно нешто што секогаш ќе го чувствуваме, али можеме да научиме како да го преземеме во наша корист и да го контролираме и да го победиме на некој начин. Книгата учи за тоа, уште немам прочитано, негде сум 1/3 дали е прочитано, али веќе доста научив од неа, така да стварно ви препорачувам. Ант Мидлтон, Мејурот на стравот, само што искочи просветно дело. Ако до сега немате нешто друго прочитано и ако се уште се борите со стравот, ви треба книгава на сите дома. Ја направив сликата за Инстаграм, али сега морам да видам уште Луна што мисли за тортата. Знам дека ви фали Луна, знам дека ви фали Луна. Ќе снимам наскоро видео цело со нејзе, али сега само да викнеме да видиме што мисли за торта. Тика да те видат таму, да те видат. Видя торта, Луна? Видя? Ти се свиѓа? А? Гледај луѓе колкава. Видя тортата? Тортата не мене. Не е таа за тебе. Ти си доби торта пред колку беше, пред 1 месец. Ти си имаше торта, твоја кучешка, што ние не смеевме да јадеме. Сега ваа е за нас. Лунчи. Ај, да одиме на следниот дел од влогот сега. За прв пат на YouTube и моето 4-то или 5-то седнување во кола како зема возачката, тоа што само што зема пред неколку дена. И одма сум на автопат и тоа сега само да се пофалам дека возам и одиме накај Кокино. Не знам многу за Кокино, само знам дека е многу убаво и дека има преубав воздух и дека има преубав поглед. И знам дека Марија, ако го гледава Марија другарка ми, дека таму снимаше некој проект за факултет. Идеме натака, па таму ќе ви снимаме како личи и ќе правиме јаки слики за Инстаграм. Ако се уште не ме следите на Инстаграм, не знам што чекате, следете ме на Инстаграм за да ги видите сите тие најаки слики и одиме у Кокино. Или на Кокино, како да е. Додека возев, ги приметив од тука има сончогледи. Одамна пекам дека сакам некаква слика со сончогледи. А има човек што стои до сончогледите, што може би се негови. И сега сакаме да излеземе и да правиме слики со сончогледите. Само не знам дали човекот ќе ни дозволи ако се негови, дали воопшто да го прашаме, зашто многу ми е глупо, али ќе ви известам што ќе се деси. Некој има, кој одгледува толку многу сончогледи. Успешна операција за сончогледите. Не го прашавме човекот, летидовме понатаму зашто имаше 2000 сончогледи, мислам, и направивме слики. Сега се надевам дека нешто ќе ставам, така да мислам дека по 10 пат што кажувам видео, следете ме на Инстаграм, затоа што таму сега ќе се изнаправам слики, ќе се изнаставам слики. Така да сега имаме некои 15 на минути, мислам, до Кокино возење од тука и се гледаме таму. Брат! Кај си бе, брат? Патот за Кокино напред е? Фала. Стигнавме, finally, на 500 метри ние. Тука е преладно, дури и вако ми е ладно што сум по дух сермара, доле ми се кратки. Идеме да го најдеме тоа местото каде што ги гледам сите слики дека се сликаат кон таа убавото и намерно го темпиравме, иначе сега негде околу 8 сат навечер. Го темпиравме за Зајдисонце, одоеме на Зајдисонце затоа што тогаш мислам дека има најголем потенцијал да се направат јаки слики. Сега пешачиме на 500 метри, тоа што пишува дека е таму, па кога ќе стигнеме до таму ќе ви покажам. Абе, ова не било за луѓе што 4 месеци се у пандемија и 2 години пред компјутер не мрднати. Како почна? Мислев дека нема да биде толку угорно, али како иде понатаму, се поугорно е. Пишале 500 метри, тоа за пеколни 500 метри, барем за луѓе што немаат тич кондиција. Ја не знам дали можам да ви доловам колку е удобно и колку е угорно. Ние вајда треба да сме тука. What? Oh my
човек. Ја не знам стварно дали ќе ме слушате, али направивме предобри слики и видеа и све што може да се направи. И многу добро изгледа место и многу исполнува. И многу ми е мило што се одлучивме да отидеме и што отидовме баш на Зедисонце. Кога да пиравме така како да знаев, се молев зашо Зедисонце, али многу треба да се погори за да биде уште поубаво и помагично и нас не се погори така да преубаво. И сами сме буквално тука. Нема човек, можеме да викаме што сакаме. Леле, гледам како сум осветлен вака. О мај гад. Оу е. Снимаш? Да. Леле патари нима. Добро, ние си се тргнавме, мара више ќе стигнеме, не знам колку ме гледате сега во. Не, пали тоа. Али, скоро сме дома, може би и не, али видно се тргнавме, тоа си возиме. Прв пат возам ноќе на автопат, прв пат си возам ноќе воопште? Не. Али Ајде. забавно ми се радувам и си возам и така, јаде патарина. Окей, сега го едитирав видеото и сватив дека уствари не го одјавив, така да ова одјавата дојде Луна. Дојди да го одјавиме видеото заедно. Видео. Што ти е бре? Фала ви што гледавте ова видео, лајкнете го ако ви се допадне, не заборавате да се субскрајбите на мојот канал и ние се гледаме следното за многу скоро. Чао. Чао.